Општини и компании од Југоистокот ги представија своите потенцијали и можности за инвестирање пред представници на 20 дипломатски представништва во земјава на дипломатско-економскиот караван што се одржува во овој дел на земјава. Пред нив се представија 10 општини, но и околу 20 компании кои бараат нови пазари, но и инвеститори. Дипломатите најмногу се интересираа за можностите за инвестиции во туризмот, но и увоз на земјоделски производи од овој регион, кажа Рамис Реджепи, директор на Бирото за регионален рамномерен развој. Најмногу ги интересира можностите во што може да се инвестира во овој плански регион и можностите за туризмот. Тоа најмногу ги интересира и фирмите што се тука за пласман во нивните земји. Колку е квалитетот, како е квалитетот за да можат овие што произведуваат тука во нашата држава да можат тој пласман да го носат и во Европска унија. Од секоја општина по 2, односно 3 компании кои што прават извоз во Европа и во светот на своите производи, кои што бараат пазари за нивните производи на секаде низ светот. Вистинска можност е и за компаниите да го представат своето производство, да ги представат сопствените можности. Дипломатско-економскиот караван го организираше Министерството за надворешни работи заедно со Бирото за регионален развој, но и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, со цел да се представат економските потенцијали на Југоистокот, но и кои чекори ги преземаат општините за создавање поволна бизнис клима. Можностите на Струмица која ги има не само од аспект на инвестирање, туку и тоа што прави општината во однос на заштита на животната средина, во однос на економските потенцијали, развојот на инфраструктурата, да ги промовираме нашите економски потенцијали, да ги промовираме можностите за инвестирање во нашите општини, а исто така како општини имаме можност да презентираме потенцијални проекти за кои што би можеле да обезбедиме надворешни извори на финансирање. А особено ќе искористиме и приликата да најдеме и извори на финансирање за одредени проекти за кои со оглед на ограничениот буџет ќе ни биде потребна помош од странските дипломатски представништва. Представниците на дипломатските представништва беа во Радовиш, Струмица и Дојран, при што посети и повеќе културно-историски споменици, природни убавини, но и локации за можни инвестиции.